40% од високообразованите кадри ја напуштија Република Северна Македонија. Над 1 милиарда евра годишно ја чини иселувањето од државата. Во иселените високообразовани кадри кои се заминале, државата инвестирала околу 725 милиони евра. Нивното иселување не го чинело скапо само буџетот, туку и бруто домашното производство, покажа анализата на Државниот завод за ревизија. Северна Македонија се наоѓа во топ 20 земји во светот со најголема емиграција во странство. Во ово издание на Тренинг соговорник ќе биде Ристо Савевски, председател на Македонскиот образовен форум. Господин Савевски, кои се причините за ваквите алармантни бројки и сосема е известно дека овој тренд на иселување ќе продолжи? Од истражувања кои произлегуваат и од наши партнерски организации, меѓутоа и од трендови кои ние ги испитуваме, доаѓаме до токму истите заклучоци, дека 2/3 од младите сакаат да се иселат од државата, уште попоразителен фактот дека од тие 2/3 многу мал процент од нив би сакале да се вратат и да продолжат да делуваат во македонското општество. Како најголеми причини што младите ги поттикнуваат да се иселуваат во западните европски земји, во Соединетите американски држави, зачудувачки не се ниските плати, туку се општо условите кои владеат во македонското општество, односно корупцијата, нефункционалноста на системот и комплицираноста на системот, а потоа на второ или трето место се ниските плати во компатибилност со професијата која ја одбрале. Оно што помалку загрижува е што ние барем за сега, иако на хартија има некаква стратегија за задржување на младите, сепак се чини дека не наоѓаме модел како да ги мотивираме или да најдеме начин да ги задржиме. Кој е моделот или како би можеле и што би било пресудно младите да не донесат одлука да купат билет во еден правец? Така, државата, за жал, се поистоветува дека не се грижи за иднината на младите и не се грижи фактички за својата иднина. Во истражување за неискористениот студентски потенцијал го откриваме конкретно тоа, односно дека државата плаќа по 40.000 евра годишно за еден студент да може да студира на првите 100 универзитети на Шангајската листа. Меѓутоа, потоа, кога треба да се вратат и според договорот кој го подпишуваат да ги обработаат годините кои ги студирале во странство тука во македонското општество, не води грижа за истите и фактички пропаѓа обврската студентите кои студирале на светски реномирани универзитети да студираат тука. Тоа е една основна негрижа што државата ја има и испаѓа дека државата го финансира директно одливот на мозоци. Оно што треба државата да го направи е да ги ревидира овие програми, односно стипендиите кои ги нуди за студентите да студираат на првите 100 универзитети на Шангајската листа, треба да ги приспособи со цел да може да ги задржи студентите кога ќе завршат со нивните студии да се вратат тука во Македонија. Понатаму за останатите студенти треба дефинитивно многу повеќе да се инвестира во академската средина, односно во македонските универзитети за да бидат на повисоко ниво на Шангајската листа. Поразувачки она што во Македонија имаме голем број на универзитети, а сепак ни еден од нив не се наоѓа на Шангајската листа на најдобри универзитети, ни според предмета, ни според универзитети. Општо за младите државата треба да понуди повеќе мерки за спојување на нивните компетенции, нивното образование со пазарот на труд. Со тоа треба да ги сензибилизира и фирмите и приватниот сектор да бидат по-флексибилни во однос на компетенциите на младите, меѓутоа да им пружи можност на младите повеќе да се информираат какви можности за работење имаат во Македонија. За 20 години бројот на млади лица во Македонија се намалил за 150.000, од 480.288 млади на возраст од 15 до 29 години. На пописот во 2002 година, според пописот во 2021, нивната бројка се намалила за 226.733. Сепак, процентот на млади лица во Македонија од 17,8 од вкупната популација во земјата, што се уште е над европскиот просек, кој на 1 јануари 2021 изнесувал 16,3
од вкупната популација во рамки на Европската Унија, според мерењата на Евростат. Во 2050 година младите ќе сочинуваат 14,9% од населението во Европската Унија, што е за 1,4% поени помалку од 2021. Што покажува? Каков индикатор е ова околу овие последни податоци кои ги споменав? Па тоа ги покажува размислите кои ги имаат младите луѓе кон институциите и општо кон македонското општество. Младите ја препознаваат корупцијата како еден од главните пречки за нивен понатамошен развој. Они се свесни дека треба да извадат партиска книжка ако сакаат да пред се да се вработат, а понатаму да се развиваат во нивната кариера. Понатаму ја препознаваат комплицираноста на системот. Едноставно македонското образование стимулира предприемачки вештини, меѓутоа основањето на бизниси е многу тешко според младите, односно таа бирократизација, таа комплицираност на самиот систем им оневозможува лесно да може да основаат бизниси, понатаму да бидат пионери во одредена област. И генерално незадоволството од колку има можности да покажат своји иновации во производството, во бизнисите, во институциите дури. Значи, генерална апатија владее кај младите. Овој тренд на екзодус отвори уште еден голем проблем, тоа е недостиг на работна сила, за која многу голем број на македонски компании се жалат дека не може да обезбедат квалификуван кадар. Што ќе значи тоа за државата? Па тоа најверојатно ќе значи дека треба да доаѓаат кадри од странски држави, односно странци да ги пополнуваат местата на кои може да бидат вработени македонски граѓани, односно младите од Македонија, што не е страшно, меѓутоа страшен е фактот дека македонските граѓани придонесуваат во бруто домашниот производ на странски држави, односно со самото нивно студирање, учење и вработување понатаму во странски држави придонесуваат директно во производството, а со тоа и во бруто домашниот производ на странските држави, наместо во бруто домашниот производ на Македонија, што понатаму би генерирало многу поголем буџет и многу поголеми инвестиции во сите сфери на општеството. Демографската слика покажува дека Македонија старее. Можеме ли да ги вратиме и како младите дома? Трендот на иселување може да се допре да не дојде до таа бројка која споменавте до 2050 година, доколку државата веднаш почне да презема мерки за да ги врати младите тука, а тоа се сензибилизација на приватниот сектор и нудење на повеќе можности и мерки за вработување на младите. Постои ли некаде регистар колку млади, квалификувани, искусни, докажани високо образовани луѓе заминале од државата? Имаме ли некаква евиденција? Не знаеме дали постои таква евиденција, меѓутоа од истражувањето за неискористениот студентски потенцијал можевме да видиме дека и државата не води евиденција за студенти кои директно ги стипендира и им нуди студирање на првите 100 универзитети на Шангајската листа. Значи, покрај тоа што ние не можеме да дојдеме до податоци, и државата не води евиденција кои студенти ги стипендира и понатаму, што е најбитното, кои студенти се враќаат тука за да може да се вработаат во Македонија. Савевски, на крајот од тој разговор, вие припаѓате на младава генерација. Чинам дека имате околу 24 години. Тука сте на магистарски студии на филозофскиот факултет. Размислувате да си заминете? Јас не припаѓам на стереотипниот мајндсет што владее воопшто кај младите. Сметам дека Македонија е земја во развој и оттаму ние како млади, доколку имаме љубов кон одредена професија, кон одредена гранка, може да бидеме пионери, да донесеме многу иновации и многу промени во Македонија. Не викам дека не е тешко, не викам дека не постојат пречки за нашиот развој, меѓутоа сето тоа се совладува и јас барем сметам дека со нашата упорност, со нашата стручност може да ги промениме работите барем малку за да ја направиме Македонија подостојно место за живење за следните генерации млади. Ако
подолг период во државата владее апатија, особено меѓу младите, ако корупцијата, лошото образование на некој начин ги брка младите од државата, зошто би размислувале да останат дома. Еве, оваа недела, она што ми остави впечаток, се формираше новата македонска влада. Министерката за образование Весна Јаневска прво најави дека новата школска година ќе почне со новите учебници, за после 24 часа да го промени ставот со дека им волшебно стапче да има, не може до септември да се стигне да се обезбедат новите учебници. Дали ова е всушност крахирање на системот образовен? Па тоа е резултат на самиот факт дека образовниот систем во Македонија е предмет на експериментирање веќе долг период. Секоја нова влада има нови идеи, нови замисли како да го менува образовниот систем. Се надевам дека нивните интенции биле кон подобро, меѓутоа резултатите покажуваат дека конкретно потфрлаат реформите и самиот образовен систем е пред колапс. Околу самите учебници и околу сите реформи кои треба да се спроведат во образованието, мора да се разбере дека образованието, сите решенија кои се поврзани со образованието треба да бидат интерсекторски, значи не може само да решаваме одреден проблем како што се учебниците, треба да се размислува и на дигитализација на самиот образовен процес, меѓутоа треба да се размислува и на многу поосновни работи како што се физичките услови во самите училишта, значи ние се уште имаме училишта кои имаат нереновирани кровови кои им протекуваат, немаат основни средства како табли и креди за одвивање на наставниот процес, да не зборувам понатаму за учебниците и дигитализацијата како краен степен. Значи сите решенија кои треба да се однесуваат на образованието треба да бидат интерсекторски, да се размислува од секој аспект како може да се помогне во образованието и треба да не размислуваме веќе во некои напредни реформи, туку да се вратиме на основите и да ги решиме темелите, за да може да ги градиме понатаму столбовите и кровот на куќата наречена образование. Го почнавме разговорот со трендот на иселување на младите, стигнавме до нашето македонско образование и нивото во кое ние македонските студенти, средношколци, веќе го прифатија моделот дека за диплома, за завршена услуга може да се сето тоа да се купи. Дали се оди по принципот на помал отпор? Дади пари, земи диплома. Дефинитивно, и тоа го возможуваат и големиот број на универзитети кои постојат. Значи, ние имаме во Македонија хиперпродукција на академски титули, имаме огромен број на универзитети кои не знам дали државата успешно успева да ги контролира. Значи, ние секој втор граѓанин, да речеме дека има завршено високо образование, имаме хиперпродукција на титули и едноставно тоа не може да се контролира. Дефинитивно е резултат на помал отпор, на прилагодување кон системот, ќе платам ако треба да земам оценка, ако треба да го положам испитот, ако треба да завршам факултет, отколку да се мачам по потешкиот пат. За жал, ова е начинот на кој се имаат прилагодено студентите, меѓутоа начин на размислување кој го има наметнато самиот систем. Благодарам за гостувањето. Благодарам и на вас.